Десетмина вработени во Струмичката дирекција за заштита и спасување го сочинуваат тимот за справување со поплави, кој од лани располага со современа опрема, една голема моторна пумпа и 7 помали електрични во вредност од 300.000 евра. Дирекцијата од Струмица опремата ја доби преку ИПА проект на Европската Унија, со која бил опремен и тим во Битола за водени бариери, кои според експертите се алуминиумски држачи кои се местат многу побрзо од врејките со песок. Од дирекцијата во Струмица велат дека Македонија е и тим лидер на Балканот во меѓународните акции за борба против водените стихии. Бевме во Германија на обука од нивните стручни служби таму со нивна опрема, потоа целата опрема е донесоа кај нас во Струмица и во минатата година, 2017 година, бевме како модул во Хрватска Вараждин. Модулот е составен од Македонија, кој што е тим лидер на модулот, Албанија, Косово и Турција. Значи сите тие држави ги имаат пумпите за вода и бариерите и доколку е потребно, ќе се собираме сите како модул и одиме во било која држава која што ќе побара помош. Значи од таа гледна точка можам да кажам дека сме опремени добро и обучени. Во април годинава вклучените во заштитата и безбедноста на граѓаните од југоистокот ќе одат и на вежба во Дојран, но и повторно во Германија. Сега ова година имаме најава дека ќе одиме октомври или ноември месец, треба пак да одиме во Германија на 5-дневна вежба, значи пак ќе вежбаме со нашата опрема. Исто така во април месец заедно во соработка со територијалната противпожарна единица Стрмица, дирекцијата за заштита и спасување Стрмица, ДЗС Гергелија и ДЗС Валандово, исто со опремата, ќе одиме на Дојранското езеро за исто да извршиме еднодневна обука, бидејќи со целата опрема со која што располагаме мора да се вежба. Значи има процедури, има техники кои што треба континуирано вежбање. Димчев појаснува дека во Струмица освен тимот за справување со поплави, има и тим за спасување на и под вода, за што хонорарно се ангажираат лица од норкачките тимови. Дирекцијата во Берово има стационирано тимови за гасење пожар, а возило за шумски пожар има таму и во Валандово, поради сушната природа во која може лесно да настане пожар.